Драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на Ништо лично. Последно за оваа сезона, која го затвораме со уште една, овој пат, ултра ексклузивна гостинка. Ја знаете што од времето на некои нови клинци, или можеби не ја знаете од тоа време, преку Пинковите звездички, па се до мюзиклот за Тоше Проески и првата победа на Макфест. Во меѓувреме, од надежно и талентирано девојченце ќе прерасне во вистинска девојка која ќе почне да реди хитови, соработувајќи со најголемите, најпознатите, најплодните, што би рекле, композитори, продуценти и аранжери во Македонија и не само во Македонија. По првата Макфестовска победа следуваат и првите настапи, концерти, следуваат обиди да се направи кариера од таа страна на границата, за која брзо ќе се покае, па ќе се врати назад, или можеби ќе биде тоа само штик проба за она што доправа ќе следува. Но, како и да е, јавноста не само што ќе изненади, туку ќе разбранува со бурните работи што ќе се случуваат во приватниот живот. За среќа, како се вели, со хепи енд и на едната и на другата, а бога ми и на третата страна, за конечно потоа да следува она што веројатно секоја жена ја прави најстрекна, најзадоволна и ја прави тоа што секоја жена и треба да биде, горда и посветена мајка. На свет доаѓа незиното прво чедо, прво па машко велат, машко чедо, а веднаш потоа се фрла назад на кариерата за со втората Макфестовска победа да ја потврди онаа теза дека е најталентираната, најнадежната или ако сакате најдобрата пејачка на својата генерација или најпопуларната пејачка од генерацијата што доаѓа, иако ќе доаѓаат и некои други после неа. Но како и да е, неодамнешната промоција на токму таа Макфестовска песна која ја направи принцеза на македонската музичка поп естрада, или на чекор до тронот да биде кралица, ја зацврсти и ја обележа или одбележа со една гламурозна, со една екстравагантна, атрактивна промоција на својот втор албум, насловен токму по таа песна за која зборуваме, така се вика и албумот Жена. На наше општо задоволство, се надевам и на ваше, во ова издание на Ништо лично ја имаме дамата која остава впечаток каде и да се појави, макар биле социјални мрежи, а камоли оживо. Антонија Гиговска, добре ни дојде. Добре те најдо. Ти благодарам на оваа најава, искрено најдолгата најава што имам слушнато и најубавата најава. Можем уште, ама да сочуваме нешто и за прашањето. Ајде, може. Знаеш, кај нас во новинарството последното е прво, кога нешто ќе се случи одма е тоа вест, а другото го оставаме за после, така ќе тргнеме. Колку си задоволна од промоцијата и кажи ми што е тоа што го види и што ти кажа ова е вау, а што е тоа што те разочара на промоцијата, очекуваше повеќе. Мора да има црно и бело. Да, па да бидам искрена, од промоцијата сум стварно презадоволна. Имавме стварно преголеми очекувања, гледавме да биде стварно посебна промоција. Се посветивме многу, работевме многу напорно, не само на албумот, туку и на промоцијата. Мислам дека тоа и успеа да го видат и присутните и добив стварно многу комплименти за самата промоција и ми е многу драго за тоа. Од што се разочарав? Па можеби се разочарав од не дојдоа сите што колегите, да, колегите кои што беа поканети што не дојдоа, некои нормално од оправдани причини, меѓутоа оние кои што не се од оправдани причини, можам да кажам дека сум да. Ама види, има и такви кои што не кажуваа и ништо. Немаше никаква порака на мојата покана за промоција назад. Ке збориме за љубомората на естрадата кој ќе дое моментот. Така што ето тоа можеби сум била разочарана, инаку стварно промоцијата помина во најдобар ред. Така. И јас го имам истото чувство, имав и прашање кое осмислил, но веќе видов, слушнав и прочитав овој дека како се била посилната половина била задолжена за осмислување на нештата и изборот на водители беше негов. Да. Да? Да. Тара Симов тој е покани? Тара Симов не е заедничка пријателка.
повеќе преку мене, затоа што јас и Тара учевме во иста школа. така? Да, во Јосип Брос. Цеце искрено беше негова идеја и ми е многу драго затоа што беа жени и затоа што беше поразлично. Беа поразлични, беа интересни. Не секојдневни. Па овие кои Тара ги прашуваше, не знам колку им беше поразлично, ама Моравме да направиме некој концепт таков, затоа што сакавме да биде интересно, да не биде нешто веќе видено и затоа го вклучивме оној момент каде што Тара влегуваше меѓу гостите и ми поставуваше прашања за прашања кои беа врзани со насловот на песната. Да. Така? Па насловот на секој од песните. Да. Добро. За имиджот исто Роберт се погрижи да изгледаш као од антиката. Негова беше идејата, меѓутоа Као Елена Тројанска, така? Да, негова беше идејата, некако така ме замисли. Ми е многу драго што ми даде таква идеја. Викторија Бурсак го осмисли стајлингот, дизајнот е на Дејан Сидор, соработници кои што не ги спомнувам прв пат. Так. Тие се низ мојата кариера веќе со години присутни. Што мислиш, случајно го смислил тој имидж за тебе или не? Кај него нема ништо случајно. Сакаш ти кажам зашто? Ајде. Ја знаеш приказната Не. за Елена Тројанска? Не. Знаеш ли кој е воопшто Елена Тројанска? Имам слушнато. Ако си учела историја Имам или си слушнато. слушнала по историја, ќе ти ја раскажам приказната. Мислам дека делови од неја ќе се промериш себе си во твојата животна приказна. Ајде. И сега, Ајде да чујам. ако било случајно случајните случаи случајно случуваат, ама може и не е така, гледам дека мудро се смешкаве од Карши, ама добро. Ајде да чуеме приказната, па да видиме дали е така. Ајде. Вели, митот за Елена Тројанска, значи од антиката, Елена Тројанска е или на старогрчки Елени, што Добро. значи месечина во превод. Лик од старогрчката митологија позната како најубавата жена на своето време. Тука не промашил. Таа била ќерка на Зевс и Леда и сопруга на спартанскиот крал Менелај. Како најубава жена на своето време, Елена ја барале за жена многу грчки владетели и воени чиновници. Така за свој сопатник таа го избрала Менелај, кој станал крал на Спарта. И биле заедно. Имале и едно дете, во случајов ќерка, и живеела неколку години со него во Спарта. Меѓутоа на гости од еден ден се појавил и дошол тројанскиот принц Парис. И го посетил Менелај во Спарта и успеал, верувал или не, да ја заведе Елена и да ја земе со себе во Троја. Добро. Поради тоа, овие се налутили и тргнале во воен поход кон Троја со цел да ја вратат Елена, со што официјално и започнала Тројанската војна која траела 10 години. Интересно. Интересно. И сега знам една медиумска војна која траеше одредено време. Знам дека една девојка беше украдена од принц. украдена. И така натаму. И ми заличе приказната на имиджот кој го носеше. Не верувам дека од таму доаѓа инспирацијата, Не, искрено. сигурно не. Па мислам дека Ќе го не. прашам кој ќе ми дојде на гости. Ако може. Може, па ете, на таа тема со него ќе зборуваш. Така. Веруваш дека случајните случаи случајно се случуваат или има нешто? Јас верувам во случајности, верувам дека се случува со причина во животот, Така. меѓутоа за оваа приказна не знам баш дали искрено му дошла инспирацијата се изгледат. Добро, кога сме кај приказните, сама рече дека секоја песна од албумот има своја приказна, Да. во која ти најмногу се пронаоѓаш. О, Ако ја тргнеме жена која е веќе, нели, да речам, слушната видена, зборувам за овие 5 нови песни. Па во секој период од животот сум се пронашла во некоја од песните, и во Хемисфери, и во Прво види се себе, и во 7 дена 7 ноќи, ајде да биде дека немој да ме палиш и Папилеи се некоја инспирација која што да кажеме интересна повеќе отколку животна приказна или она како Колку се е вика фикција, песна која колку што има реалност у тоа, приказните у текстовите, у тоа што... Па има вистина во повеќето. Например, на Прво види се себе се потпишувам и јас како текстописец за прв пат, заедно со Роберт. Се биде во гледало пред да напишеш? Да, се инспирирав. Така што има баш буквално секоја песна некоја своја лична приказна и ми е драго што успевам таа некоја своја лична приказна и емоција да ја пренесам на публиката.
Папилеј никој не знаеше што значи. Искрено и мене ми е како збор непознат, ама ми заличуваше на нешто, па проверив дома дека тоа може да биде изведено од одред. Ти знаеш што е папилеј кога ти го? Не. Јас се уште знам дека папилеј не значи ништо. Папуле значи нешто мало. Така. А за друго искрено не сум информирана. За папило ми си слушнала, например, или папили кои се израстоци кои ги имаме сите на јазикот имаме папили. И папилите се, како се вели, сензори, да се мали за вкус, за мирис. За вкус, за мирис, за сите сетила. Да, и тоа го слушнав. Така? Кој е твојот папилеј? Роберт, Кијан. Види, некако прво кога ја правивме песната, прво што ми дојде на памет беше Кијан, затоа што нели песната вика папилеј, мој папилеј, ти и јас правиме се. Добро е кога сме заедно во се. Затоа најмногу ја пее малиот. Да, и стварно ја пее најмногу. Покрај жена и прво ја си ја пее, прво видите себе и таа ја пее. Ама папилеј му е некако што знам некако најблиска до уво, да кажам. Добро, кажи ми како дојде чија идеја дуетот со Благица? И зошто токму Благица, некоја да речеме не од поновиве, помладиве, не знам, Галазова, овој помладиве звезди. Идејата е на Роберт и е многу интересна приказната. Како? Пол бил со идеја, викам. Да, он е многу креативен. Он е многу покреативен од мене. А обратно изгледа. Да? Па, јас имам среќа во животот од почетокот на мојата кариера што сум обкружена со креативни луѓе. И со луѓе кои што имаат добра естетика. Тоа е мојот тим, искрено, си во овие години. И можеби затоа доаѓа оној момент каде јас сум различна секаде на настапи, на сите спотови, имам различен лук секаде. На социјални мрежи. Да. А Роберт е стварно многу креативен. Кога ти кажа Благица, ти што помисли прво? Рече, од кај да сега Благица или како? Чекај, викам сега од каде Благица, како, што... Верувај ми, многу добро ќе биде. Инаку беше на тераса и вадеше жива туршија, салата за да. И почнува да пее чукај срце, чукај. Кам што пее? Чукај срце. А добро, јас ја знам таа песна, нели, Благица, кој не ја знае таа песна, да. И верувај, викам, многу добро може да дојде. Значи, некоја нова верзија од Чукај срце, да ја направиш ти со Благица. Прво не беше воопшто он во комбинација да влезе во песната. Отпосле доаѓа идејата на Дарко за да влезе и Роберт. Да. Ја се вака да прашам, не се наљути свекорот што не е он место Благица или не е он место Роберт, дека беше подобро. Мислам дека не, он беше пресреќен кога слушна дека ќе правам песна со Благица. Да? Да, му беше интересна идејата и склопот и... Како ќе беше место рап дел, да беше свекорот да упаднеш во тој. Ајде, зашто да не во следна песна? Зашто да не? Опа! Боби, спремај се. Ветено сторено, знаеш како викаат? Ветено сторено, ајде ќе видиме, може. За следен албум. Апсолутно. Така што таму дојде идејата и јас прво бев малку скептик. Полека, чекај, ќе видиме. Не, вика, нема што полека, вика, мора се сними, вика, песната, ќе биде лудило. Јави му се на Лазе, му се на Лазе. Прво му се на Лазе. Лазе беше во апсолутно тотален хаос и рече, дечки, јас мислам дечки, јас мислам дека треба да пробате со Даре да направите песната. Му се на Даре. Даре е истиот како мене, низ ден сме родени, исто сме луди. Така што на таа луда идеја прифати Даре да се вклучи и да соработува со нас. И многу ми е драго што ја направи песната за буквално 4 дена. Што кажа Благица кој се јавивте тоа за Даре? Благица реагираше многу позитивно и сакаше прво да ја слушне. Така се знаевте претходно? Се знаевме, меѓутоа немаше слушнато ни една моја песна. Најверојатно затоа што не ја прати таа сцена. Так. И да кажам, ајде, јас сум многу помлада од нејзе. Добро, да, логично. Да. Така што знам дека изреагира позитивно. Роберт зборуваше со нејзе на телефон. Требаше да се видиме, отидовме кај нејзе, ни направи кафе. Ја реков, свекоро сте го пратили у преговори, ама не. Не, инаку се во супер односи Боби и Благица. Меѓутоа ни рече дека треба ние да си ја следиме таа работа. Така? Да не се меша он.
Ја викнавте на кафе? Ние отидовме кај Неза на вие? кафе. Да, на кафе и на сокче. И ја пуштивме песната и рече дека многу и се сега, дека многу интересно и рече зошто да не. Така се случи соработката. Во рок од 4 дена се најдовме сите во студио. Благица се најде безпрекорно и ја отпеа песната, стварно и донесе некоја посебна магија, нова магија. Не она старата Благица што ја пеела Чукај срце, туку баш влеза во новата верзија. R&B Благица. Да. И мене ме импресионираше незината енергија, ме импресионираше тоа што Стално имала нема Благица его. енергија, да. Да, нема его и го нема оној момент дека сега јас ја пеам незината песна и дека јас можам да издоминирам на некој начин некаде во некој дел од песната, воопшто. Значи она дури ми се сврти и ми кажа јас сакам да те слушам тебе како ја пееш, Чукај срце, мене ми се свиѓа ти како ја пееш. Да. И ми Благица. даваше безброј комплименти и стварно сум воодушевена од незината енергија. Си добив и на Лазаров Awards, кога бевме, си добив и поклонче од Неза и икона од Свети Антони и стварно, мислам, јас ја сакам стварно многу жената. Нема зашто да не. Кажи ми, на промоцијата ја видовме Благица, видовме и некои други луѓе. Работеше, Лазе го спомна, кога сме кај авторите, и Дарко Димитров се автори на овие 5 песни, така ли? Да, Овие 6. Не, зборам за овие последни. Да, и со Благица 6, добро, да. Така му доаѓа. Ама, ја не го идов Роберт Билбилов, а и не е меѓу авторите. Кај пукна тиквата? Не пукнала тиквата, можеби не имал некои оправдани причини зашто не се А тоа е појави. со оправдањето, што се. Верувам дека е Оправдање така. со родител само, како вика во школа. Верувам дека е така, инаку песната Аман е од Роберт Билбилов. Ама тоа е пред тоа. Зборувам од овие новите песни, не го Од овие- вклучивте во соработката. Од овие новите не, затоа што веќе имавме песни кои што, да кажам, ги селектиравме и ги заклучивме дека ќе бидат тие. Така. Освен прво Види се себе, зашто влеза последна на албум, зашто имаше претходно една друга песна, која што никако не сакав да ја снимам и некако не чувствував дека треба да биде моја и во последен момент излезе прво Види се себе. Така што верувам дека не се појавило од оправдани причини. Но, рековме тие со оправдање што се. Да. Добро. Кажи ми, на промоцијата, после секоја песна и нели најавите и она што да разговори, може присутните да скенираат QR код, QR така код, ли? да. За на крај да видиме која од песните најмногу им се допаѓа. Ја колку Да. што видов, резултатот беше жена онака Жена, добро, жена 200%, има веќе чуена. 200%, а све друго беше Да, од жена, па Хемисфери, па 7 дена, 7 ноќи, и после веќе не се сеќавам. Знам дека прво Види се себе беше на некој од предпоследно или пред таа песна, а сега има најмногу прегледи и е трета во тренд. Не, прашањето ми беше, кога ќе ја види човек ваката белата, и ти ја виде, што помисли прво? Ја утнавме работа, жена остана... ние тоа го направивме од Најхитро, забава. овие други джабе ги правевме, Не, или од не. друга страна, те радува што си направила песна која ти ја обележа кариерата, а другите кај Да, веќе ја стигна. апсолутно. Ние го направивме тоа за забава. Ние го направивме тоа за да им биде на луѓето интересно и да видиме како размислуваат и они. Мојаветот беше да си одберат три фаворити од Ја мислев да албумот, видат- ама и немаше многу гласови, имаше 60 само што гласале, другите не гласале, нема врска, мислам, не, Добро, тоа не беше дека мора... 2000 луѓе таму се Да, имаше. добро, имаше околу 160, Па да, 170, 150 да, луѓе, да. 160 луѓе. Меѓутоа, сознам, ние го направивме тоа повеќе од забава. Ја мислам за да видат композиторите до која дереже се. Не. Го направивме апсолутно од забава и нешто креативно. Кажи ми, во еден друг подкаст пред 2 години истражувајќи, кажа дека кога те праша во Македонија дали имат звезди, рече во Македонија звезда беше Тоше Проески, после него нема ништо. И сега вака од оваа дистанца гледано, после сите полни сали на, не знам, Калиопи, Меморија, на Два Бона, на еве сега Елвир Јован, Нокаут и така натаму. Има ли звезди у Македонија? Го смени ли мислењето? Па јас тогаш кажав дека Тоше бил единствена звезда, а Се намноживте ли? Тоа сакам да останати сме биле, да кажам, ајде, популарни и
и познати лица на јавноста. Меѓутоа, види, звезда е, што знам, кај нас звезда е да имаш личен шофер, да не можеш да излезеш во град и да си купиш фармерки. Не знам дали се уште некој во Македонија го достигнал нивото на тоа што да не може да излезе. Не може да излезе тука. Ги вози Да не може шофер. да не може да излезе и да си купи нешто. Јас сум секојдневно низ град во, не знам, по моловиве да си купам нешто. Нормално, луѓе сме, одиме во маркет, пазариме. Се среќавам нонстоп со дечиња кои што сакаат да се Пазариш, сликаат. Да, Ти одиш да пазариш? заедно пазариме. Абе, заедно. Он ги носи кесите, кој плаќа праш? Плаќаме заедно. Добро, кој ги бира продуктите? Заедно ги бираме. Види, правите ли нешто што не е заедно? Па нема, како? А готвиш ли? Или заедно готвите? Готвам, да. Оти Знае да сготви он нешто, секој рече ама- дека кафето си му го утнала, паметам. Кафето му го утнав, да, и сега сум спремна, значи имам кафе што го пие. Опа. Секогаш си купувам по За 10 него тоа е. кесички да си има обавезно, да, за него. Си купувам кафе, си купувам пивце, си сака и пивце да си се напие, така што сега во фрижидер има за свекора, да не се секира. Инаку да, сакам да готвам многу и сакам да експериментирам. Што? Па сакам да готвам многу паста. Јас сум шпагети, јас сум макарони. љубител на паста многу. Што Тоа го знам, знаеме од све од друго време, месо, кога беше малку погабаритна. да. Што ме наврати сега таму. Не. Кога да Многу те сретнеа важно. по град у топ пицерија таму кај што се прават. Да, многу сакав да се ручкам. Мислам, ја сум многу голем љубител на храна и значи онака Абе, ја, стварно ама- имам стварно сакам, ја сакам храната многу и уживам во храната. Значи вечно сум, сега сум веќе вечно гладна, затоа што гледам да пазам најмногу што можам. Таква ми е градбата, морам да пазам. Тоа е. Жена. Ти ја разбирам маката, како да ти објаснам. Жена. Не е да жена, бе, ја не сум жена, ама... Па го е добро, исто да. проблем. Има некој, еве пример, Роберт си јаде све што сака и ништо не му се паќа. На татко му. Да. Така што имал среќа. Имал Јас среќа сум од во другата страна. генетиката. Ајде се Да. вратиме на ова звездите и концертите. Те видов на концертот на Јован и на Елвир? Па бев и кај... Не, окей. Бе ми е тоа прашањето дали одиш или не, кај верувам Слаткар дека бев, одиш. знам и да. И заради чисто пријателство и Да, ме сакам да веројатно видиш поддржам. како е- Да, ме сакам и да поддржам. Да. Кај И Калиопи не поддршка- успеав да отидам, не знам дали имав, мислам дека имав настап. Сакам да поддржам, нормално, и се радувам што македонската естрада живна, се радувам што прават концерти. Се радувам на секој нивни успех. Како да е мој исто. Така, ке ги израдуваш ли со Да, ти или да. у план Да. ти да бидеш таму на сцената, а другите да те гледаат Да. во голема сала. Тоа ли е Дефинитивно. следната? Следно овака? е. Да. Па добро, 2 албума, доволно песни Имаме датум. и датум имаме? Да. Не е годинава сигурно. Не. Знаев. Нема простор, не за друго. Нема кога. Нема кога. Ама и да, сакам некако да стивне се и Така. и јас да се одморам, а веќе кога ќе биде концертот, сакам да му се посветам многу, затоа што сакам стварно да го дадам максимумот од себе. Добро, Како и секогаш. гледам дека се поставуваат нови стандарди, еве и претходните концерти кои се може поразлични музички свирачки, овој повеќе танцов као спектакл, ама се сме поблиску до ти имаш тешка задача. Мораме да бидеме. Ти имаш мораме. тешка задача. Ако јас сакам тешки Предизвици? задачи, да. Јас го сакам надпреварот, го сакам тој дух. Го имам во себе и ми е многу драго за тоа. Секоја си уврвот некако на популарноста, веројатно. Сите сакаат да бидат до звездата, да допрат, да се огребат, да, не знам, те нервираат ли? Има ли оние, како се викаат, цицачи на позитивната енергија? Да, се соочувам со Како тоа. се бориш со тоа? Се соочувам со тоа секојдневно и гледам во последно време да некако не дозволам да допре до мене негативна енергија или да ми одзема таа позитивна енергија која што јас ја давам
и гледам да тоа не се случува често, затоа што сакам да сум позитивна, сакам да ширам позитива, сакам да бидам нонстоп насмејана и гледам да сум нонстоп насмејана, сакам. Едноставно сакам срекни луѓе, не сакам мргоди. И толку крај. Има многу на што се вели ортаци на ќарот, што ги викаме ние, да се со некого задимаат овој. И колку имаш вистински пријатели, има ли? На една рака има ли барем? Па нема ни на една. Нема ни на една и многу сум срекна за тоа, искрено. Да? Имам еден, двајца најблиски, нормално родителите, меѓутоа семејството, меѓутоа еден, двајца најблиски и некако гледав последниве 2 години да не го ширам воопшто тој круг. Така. Многу ми е полесно и многу сум посрекна. Дали се искали во оној тежок период кој таму ли се изфилтрира кога ти беше тешкиот период кога пишува медиумите, броја социјални мрежи, куларите зборува, колку тогаш се најдови истинските пријатели да Па, искрено во тој период, тоа беше можеби најтешкиот период за мене, лично. Гледав колку можам. Дали си право или криво, не е важно, јас сум со тебе. Имаше, да. Имаше и тие ли се денес со тебе? Да. Па само тие. Так. Само тие и остана. Имаше многу кои што си заминаа од мојот живот. Верувам така требало да биде и тоа е нешто кое што животот го носи. Чекај, си замина или ти им ја затвори вратата, не разбирам. Па и си замина и ја затвори вратата и јас кога ќе затворам вратата не ја отварам пак. Око, Да. Клучот у шолје. Клучот како на Том и Џери. Го голташ клучот. Така што тогаш многу созрев, тогаш научив многу работи и како викаат дека човек учи од своите лекции. Најдобро од туѓите, ама како се вели, најдобрите резултати ги покажува кој ќе научи од собствените. Точно. Така што тој беше клучниот период. Имаше ли некој од естрадата кој се најде меѓу тие тогаш пријатели и денес е? Па да. Тамара, Александра Јанева, Елена, толку. Да. И како тогаш беа жена на жена. Што се вели на женска страна? Да. Па добро, апсолутно и со право и не дека треба да се на женска страна, меѓутоа мојата приказна беше таа која што единствено и требаше да се слушне, не беше слушната нигде и едноставно на некој начин и јас се заштитив, а и тие пробаа преку тоа да ме заштитат. Так. Да застанат на моја страна. Так, кога сме кај женско-женските односи на промоцијата од оправдани причини, што ме зачуди искрено речено, видов некои ликови со кои не очекував дека ќе ги видам. Да. Не заради така многу тоа што луѓе ме зборуваат, да. Ме изненади заради тоа што мислев дека не сте испеглале работата, а очигледно работата некој ја испеглал, а не ја спомна меѓу овие сега што ги спомнуваш. Мартија Станојковиќ. Да, ние сме апсолутно во окей односи. Со Мартија не сме биле никогаш. Така по изјавите едни и други. Не сме биле, види, ние се разделивме на многу фин и коректен начин. Имавме окей односи во тој период и кога се разделивме и после тоа. Тоа што било да. Јас ја поканив цела естрада. Окей, не. Да. Зборувам заради муабетите претходни. Да, сметам дека човек е голем колку што може да прости и сметам дека секој може да сгреши и секој може да прости. И дека тука се гледа, да, добро, али верувам дека големината на човекот се гледа кога ќе простиш, кога ќе сгрешиш да кажеш извини. Беа поканети сите и беше поканета цела естрада и баш од тие причини беше поканета и Мартија. Без разлика каква и да била нашата приказна. Зошто не би била таму? Не гледам причина. Ниту ти, ниту таа, колку што добро паметам, што била
точната причина на заладување? Па немало потреба да се Љубомора коментира заради тоа што истото. нечија кариера оди погоре Па од не другата? верувам дека е тоа. Ние бевме стварно Или не знам, преблиски, бевме. настапите со бендот со кој настапуваше. Ама тоа едно беше време. после тоа. Па за после тоа добро. Да, ама тоа беше и после се- тоа. Не ја гледам вината кај мене ако некој пробува да се бори за својата кариера на ваков или на онаков начин. Ако таа мислела дека тоа е правилен потек, тогаш јас немам ништо со тоа, само кривам раце и сум кул со све. Јас мојот максимум во нашето пријателство сум го дала, знам дека сум го дала и свесна сум дека сум го дала. Сум била нејзина најголема поддршка кога најмногу требала. Дали ми било возвратено истото, да ти кажам не знам, ќе ти излажам, ќе ти кажам не. Ама немам право да се лутам на тоа, затоа што секој човек си одлучува сам за себе на крајот од денот. Апсолутно. И секој е свесен за своите постапки, све што правиме во животот си го правиме тргнувајќи од себе, сами си го правиме. Што си правиш за себе, си правиш па Ете ти. така. После ете тоа така. за другите. Така што ние сме во супер односи и благодарам многу што ме поддржи, што дојде на промоцијата. Верувам и посакувам дека ќе има иста таква промоција, дај Боже и подобра на сите од страда, им посакувам. Некој доаѓа за да види како изгледа, за да Па ете, може и тоа да било не конкретно со нејза, него општо за зборам. општо зборувам, добро, Така да не што- обвинуваме дека за тоа. Да. дошло. Не верувам дека некој дошол заради тоа. Ја верувам, не реков дека е таа, ама како и да е. За она што ти се случуваше широко и долго, се е познато и не би да повторувам, ама има, знаеш како во ѓаволот лежи во деталите и сакам неколку детали само да прецизирам. Ајде, зависи зашто. Кажи ми, дали во сето тоа лудило, бременоста, односно раѓањето на Кијан беше светлата точка во тунелот, низ кој Да. треба да се излезе? Апсолутно. Во многу интервјуа го имам кажано тоа дека да не Тоа беше беше Кијан, спасот од да не беше психолошката Кијан, да, состојба. да не беше Кијан дека ќе се изгубев себе си во многу ситуации. Конкретно Кијан, да. Не знаат, веројатно знаат. Знаат сите сигурно. Кијан е благослов од Бог и Кијан е нешто што ми го промени животот и Кијан ме научи да бидам свесна за тоа која сум, да бидам борбена, да знам што сакам, да знам како треба нештото да го направам. Тој беше искрено мотив за да продолжам да газам, што се вика, и да не се откажувам, затоа што пред да се породам со Кијан добивав безброј коментари дека мојата кариера тука завршува и дека јас веќе нема да бидам она млада, атрактивна и мислам дека ми го докажав спротивното. Тоа те излудуваше тогаш? Да. А сега? Сега не. Негативни коментари, не такви. Па да ти кажам искрено, тогаш и сега, меѓутоа тогаш се изолирав од се. Гледав да не читам коментари, не сакав да читам коментари. Гледав да не се замарам и да не обрнам внимание, затоа што обично тие негативни коментари доаѓаат од луѓе кои што стварно не знаат што со себе и немаат попаметна работа, така викам, и се седат позади тастатура си куцаат. И ја така викам нешто. Така да Види, во изолација најчесто деца се секој чудо за 3 дена, секој чудо за 3 дена е со оние негативни коментари. Така. Во изолација најчесто деца се прават, но добро тоа е. Како се вели тоа? Само за добро да е, очигледно е. И приватно и професионално. Сега, сакам да те прашам уште една работа. Како реагира твоите, а како се вели родителите на Роберт кои соопштивте за... Ја тоа сватот го прашав, ама... Па и да видам дали ми се поклопат мислењата. Беа и во шок, затоа што не очекува, а беа и пресрекни. Да, а стравувавте ли вие од тоа какви ќе биде реакцијата кога ќе им кажете? Ќе биде ли... Па, можеби јас повеќе, затоа што сум жена, женско дете. Жена, цело време Да, женско дете, нормално Добро, стравува
за оваа работа. Повеќе, логично. искрено повеќе стравував како ќе изреагира татко ми, зашто сум женско дете и зашто знам колку каква е врската помеѓу татко и ќерка. Без разлика, не дека татко ми не би ме поддржал или не ме поддржил или немало да ме поддржи како ќе изреагирал, меѓутоа мајка е мајка и знаеме дека без разлика на све ќе те поддржи затоа што таа го поминала истото. Така што реакцијата им беше и татко одлична. е појака врската колку мајка и син Па обично. баш затоа стравував како ќе изреагира. Ја го знам тоа од лично искуство, така што Да, јас верувам дека е тоа така и знам, мислам и тоа го чувствувам. Јас со татко ми имам неверојатна конекција, мислам. Татко ми е со мене и во работата. така. Тој ми го работи букингот на стапите. Ние сме заедно и професионално. Памтиш прво што рекол? Едните, а што другите? Изразот на лицето го памтиш ли? Толку бев во шок што толку беа и тие во шок што не знам искрено како беа насмејани, беа срекни, тоа сигурно, меѓутоа беа со сега како што ќе правиме, како ќе правиме, што ќе правиш со кариерата, одма беа тие прашања. Так. Меѓутоа се подоцна си легна на она што се вика на брашното и Секогаш легнува на брашност. многу ми е важно и многу сум срекна што од сам старт некако тие знаат дека што и да одлучам стојам позади тоа цврсто и дека ниедна моја одлука не е непромислена. Дека буквално секоја одлука која што сум ја донела се испоставила дека е правилна. И од сам старт ја имам таа поддршка, буквално за се во животот. Од нив двајца конкретно. Колку бракот успеа да те созрее од девојка во жена, а колку ти успеа да го Се сочуваш? борам уште со тоа. Чекај, не, имам уште прашање. Ајде. А колку успеа ти да го сочуваш пинковото девојче во себе? Имам проблем со пинковото девојче во себе затоа што не излага. Ова е добро. Пинковото девојче од мене се уште не излегува. Јас уште мислам дека имам 18 години. Уште се чувствувам како да имам 18 години, иако сум мајка веќе и имам детенце и одговорноста према кијане нешто кое што е стварно многу голема. Не ни сакам да излезе, никогаш не сакам да излезе пинковото девојче од мене. Некако, знаеш како во последно време кога зборувам со мои блиски пријатели, ево конкретно со Даниел, баш кога комунициравме пред некој ден, му викам, Даниел, викам, јас сум во депресија. Даниел Шминкер. Да. Викам, јас сум во депресија, зашто? Викам, зашто одиме нагоре со години, бе. Стварно сум во депресија. И знаеш колку... Прашај го менаџерот што ќе ти каже. Одиме нагоре со букинзи што годините, прави. да, и некако многу брзо летат годините и Нели? веќе почнува да ме фаќа паника. Нели? Затоа што сакам, не знам, сакам да си останам младо девојче. Знам дека тоа не е возможно, меѓутоа стварно пробувам на секаков можен начин и вежбам и се грижам за моето тело. Буквално правам се што прави една млада девојка и сакам, ово е еден апел да оние млади девојки ако сакаат да останат млади мора да се трудат константно Кога и да беше вежбаат, да помлада немаше спортуваат. вакви апели. Имаше. Ама 25 имам, па не Сега сум како созрела престарена. плашат годините, ама теретана не ја плаши. Не, теретана не ме плаши, теретана може. Ама годиниве, ако може да подзастанат малце, би било супер една рачна вака да се крene. Рачна, да, што се вели да улер да возиме, Да, но не возиме за жал. Вака, една теза која е позната, иако таа вели дека за секој успешен маж стои успешна жена, така или не е така? Така е, апсолутно. Добро, кажи ми за секој успешна жена каков маж е неважно да стои. Исто, идентично, успешен маж. Да ти дам примери под прашање, може? Ајде. Понизен и исполнителен или силен и потентен? Хајде второто нека биде. Се подзамисли. Се Второто, подзамисли, бе. Секој до себе сака силен маж. Ој, добро. Никој не вели дека не, ама... Да. Ама сите жени сакаат и послушен, или не сакаат?
понизен. Па што знам, Немаш, а? тоа е Кој е алфа дома, компромис е тоа сакам да те прашам. Па нема. Како Нема нема? алфа дома. Двајца омега. Нема алфа дома затоа што врските секогаш гледаме да ги завршуваме заедно. Нема тоа дека јас треба да ја фатам крпата и да чистам, а тој да не фати ништо. Поделени сме, ако јас сум во кујна, оне во тоалет или оне во дневна, ги средува Мажи, не лиштата. слушај, тоа е лош пример. Апсолутно Овие никако мажи не е страдат, лош пример. Апсолутно никако не е лош пример. Ова е само пример за сите мажи да знаат како треба да се однесуваат дома и како треба да им изгледа бракот, ако сакаат да имат успешен брак, зашто на жената може да и прекипе. Така? Ако нема помош од мажот, нормално. Мислам, на која жена не би прекипал? Ако се прави само. Освен ако... Нормално не можам да ставам штрафче. Или да поправам нешто дома, зашто стварно не се разбирам во тоа. Меѓутоа верувам дека секој маж знае да фати џогер и да запреше. Видов ја кога треба да се коси ливадата у Скопска Црна Гора, дека тебе не те вика. Видов ја. Да, ама затоа помагам кога се собираат костени. А, така ли? Па како? Опа, ке Што мислиш печеме ти? на есен. Немој да молам. Добро, кажи ми, точно ли е тоа, некој, да не речам многумина, ама некој велат дека се е подредено на тебе и твојата кариера и музичката кариера на Роберт е во втор план или стагнира заради тоа што ти треба да бидеш таа на која ќе се сите сили креативни, физички, ментални, какви сакаш, посветат. Што знам? Не знам искрено Го како да жртвувате ти ли одговорам на човекот? прашање. Како, извини? Го жртвувате ли човеков или не? Па, он е апсолутно целосно посветен на мојата кариера и на она што јас го правам. Верувам дека тоа го прави затоа што сака, не затоа што мора. Исто така и тој е свесен дека за секој успех треба време и така и за неговиот успех гледам дека полека почнуваат да го прифаќаат после песната со Благица. Некако си доби на тежина. Не затоа што сум јас, и затоа што и Благица. Не заради тебе. Како? Благица затоа е планирала заради себе, не заради тебе. Не знам тоа, не знам. Не би требало, се шалам. Така што за секој успех треба време и јас сум негова поддршка и секогаш ќе бидам поддршка и кога тој ќе реши дека треба да почне да активно да снима во студио, да работи на своји песни, ете конкретно имаат и уште една песна со Дарко која што ја правеа заедно после песната со Благица, се надам дека и таа ќе имаат прилика да ја слушнат. Ми е драго што преку мене се спои со Дарко, се спои со Лазе. Они се најдобрите продуценти во државата. Јас сум ја имала таа среќа што како мала сум почнала да работам со најдобрите. Така што сум среќна што преку мене може да... Музика ќе се согласам, не велам не. Дефинитивно. Има и други. Да, За добро, поинака точно музика. има и други, меѓутоа нели со нив сум растела и со нив имам, да кажам, цела една дискографија. Сега ли е вистинскиот момент кога ти веќе имаш албум, имаш подготвуваш, кажа што подготвуваш и голем спектакл и така натаму, настапи, верувам дека има и има многу. Вистинскиот момент ли е сега да се посветите на неговата кариера, да он биде, како се вели, во прв план? Зошто да него, тој ќе биде спремен, јас сум тука за се, искрено. Здравје Боже, кога тој ќе посака, да каже старт. Варијанта, не знам, заеднички, он настапува со тебе, нели, свири клавиатури? Да. Ама да речеме Антонија Джокер перформанс шоу. Па, мислам дека не, затоа што не се гледам во нешто такво. Од секогаш сум се замислувала на сцена со бенд. Не заедно. Да, не, од секогаш сум се замислувала на сцена со бенд и го сакам звукот на бендот. На оној полн звук го сакам, едноставно. И не би можела, пример, да се замислам, иако имав обиди на почеток, мислам обиди. Обиди од типот на, позади камерите имав обиди да направам нешто со диџеј, да направам неколку миксови, да излезам со
танчери на бина На матрица, би, на- би излегла со танчери на бина можеби, меѓутоа со матрици не се гледам така. Така што јас и Роберт да го тераме нештото како што го кажа, мислам дека не се гледаме нешто Не такво. баш, а? Не. Добро. Ами знам и дека и он не се гледа нешто такво. Не знам кога да на твое Ќе место го прашаш. ќе правиме муавети. Кажи ми, со оглед на тоа дека двајцата потекнувате на некој начин од музички семејства или барем малиот сега има, како се вели, Да. музички корени, има ли афинитети? И за шо повеќе? За пеење и да свирење? Го гледам со микрофонче некој во рака по тоа социјалните мрежи, нешто... Сака и да пее и мене ме импресионира најмногу фактот што многу брзо памти текстови и многу брзо памти мелодии. Тоа со текстовите сигурно сум дека му е од мене, Видов зашто и нема дедо текст што не Моника го дека знам. го учи, ама добро тоа. Да, хармониката му е, прва љубов. Иако седнува на На сите клавир. има овие прва љубов хармониката. Ако јас ќе сум пресрекна После втора свирим. љубов доаѓа, тој рап, не знам, R&B, Да, види Антонија и така што и да одлучи и да не сака да биде музичар и да не сака да биде артист или што и да е, да не се занимава со музика, јас ќе го поддржам во се. Затоа што тоа е на крајот денот негова одлука. На доста родители им е тоа грешка, затоа што некако се форсираат родителите дека ако пример мајката е пејачка дека мора и детето да биде да оди по нејзини стапки или ако таткото е пејач дека мора и детето да биде Со пејач. сила убајна не бидува, но добро. Ако има тој желба и амбиција да го прави тоа, тогаш ќе го поддржам и ќе му го дадам најдобриот совет што можам. И јас и Роберт нормално. Ама ако нема потреба со сила. А инаку да, и свири, и сака и клавир, многу брзо памти текстови, ги пее сите мои песни цело време. Значи ги пее на Роберт мајка, песните. сакаш да кажеш или талентирана? За текстовите да. Јас сум, мене дури ми се чудат многу луѓе дека јас многу памтам текстови. Од Да? песни, да. На настапи немам за текстови што е. подсетам. Не. Некој ништо телефон тоа. читат, гледам. Да, има стварно. Она се знам ставаат дека е. сталак и да, Така, не, мене би ми одвлекло вниманието Так. од публика. Имаше една песна после, дали беше после првата маквестовска победа или предна, сега не можам да се сетам, ама знам дека беше голем хит во Србија на српскиот пејано, така ли беше? Да, И подсети ме. мислев дека тогаш, мислам дека и Аха, могли беше, сме одвоje. Да. На два ума дали да останеш во Србија правиш кариера или да се вратиш овде и одлучи за второто. Па Сега, немав амбиција Чекај за... да те прашам, извини, дали од овој, како се вели, агол сега гледано од оваа дистанца временска, ти е криво што не се пресели у Белград? Отиде да правиш кариера, реално мора таму да си. Да. Така да, ли или не? Во тој момент да, затоа што тогаш во тој период могли сме двое направи бум. Не Беше само по не радиостаници, само- да, по- во Србија, не само во Македонија, туку и во Србија. За Србија. Да, и ми е криво, меѓутоа Го тогаш пробаш и бев многу мала. моментот или мислиш Бев дека- мала. Бев мала и единствено нешто што можев е да патувам за Белград, за да се појавам на емисии, на евенти, на било што, меѓутоа свесна сум дека бев стварно многу мала и дека некако не бев спремна за тој чекор тогаш, можеби да е сега, ќе биде друго. Меѓутоа така требало да биде. Никош не е касно. Млада Никој сум. не вели дека е касно, напротив, ќе дојдеме и до таа тема. Те гледам често, знаеш да запееш и по некоја народна песна, и претходно и сега, па уште од времето можеби на, не знам, и Пинковите звезди, или не, ако можеби нешто потоа, по разни емисии. Зошто не стана фолк пеачка, туку се определи поп пеачка? Немав таква амбиција. Не сакав. Не дека не знам да го пеам тоа, можеби Има се бакшиш, снаоѓам. Има поише пари, има Се снаоѓам, ама свадби, има, не знам. не, што знам, Има не се кафана, гледам има. така. Не се гледав Да. така.
Од секогаш сум ги пеела песните на Адел, на Бионсе, на што знам, А не на Цеца и пејачи, Бреме. Да, дефинитивно мислам, јас сум растана и со македонска музика, и со Елена Ристевска, и со Тамара, и со Лозано, со песните на Тоше. Некако секогаш повеќе сум се пронаѓала во поп музиката отколку во фолкот, иако еве Роберт барем тоа ми кажува дека добро се снаоѓам во тие трилери и така натаму. Не дека не можам да го пеам тоа, меѓутоа Не, немам дека не можеш, доволно. затоа и те прашав зошто Немам не- желба. Слушајќи Немам те желба. реков, затоа и те прашував. Немам желба. Добро, ја имам желба сега да те прашам нешто, ако сгрешам, нека изгорам, ама Ајде. овој сум те видел во неколку прилики дека пееш една позната фолк балада и со некој човек и сама во некои емисии. Од Индира Радич да беше и се Две викаше. музики, а? Песната Која? се вика Две музике, а текстот оди како беше? Кад се будеш женио, После ќе ти беле руже. руже. Беа ли испратени бели руши? Не, Не? не. Толку, немам понатаму. Не барам повеќе од тоа одговор. Добро. Добро прашање. Прашање ко прашање. Да, си се потрудил, А кога сме веќе види 35 години искуство. Толку се трудам. Така е. Тоа е многу долг стаж. Гостуваше и во некои емисии кај нас, као кај Миро Касаров во вечер после Вечер по 8. по 8 и така натаму и се таму како се вели неминовно беше да дојде до средба со човекот твоето минато. Каква беше реакцијата во сегашноста, ме занимава, ама зад камери. Ние сме во супер односи. Пријатели сме. Да. Имаме и заеднички пријатели. Така што Логично. сме пријатели. Кажи ми, два пати беше на Евровизија како бек вокал. Еднаш на IQ, еднаш на Тамара, која споменуваш. Македонија се враќа да година на Евровизија. Имаме ли амбиции еднаш да бидеме на главната сцена главни? Па да, искрено имам амбиција, имам и желба и песна? Не, замислено какво? Песна имам замислено каква, можеби. Можеби не напишано. Да, како би било? Да. Имам и знам точно и како сакам да изгледам на сцена и што точно сакам да се случува на сцена и имам и желба. И желба и амбиција. Никој не вели дека не треба да има желба, напротив. Да. Мислам дека гледам дека анкети се прават таму, спремна. па едни, други, трети. Те имаш и твоето име, гледам дека добро котираше меѓу анкетите. Да, и мислам надвор од анкетите, мојот Инстаграм пред некои 2 недели, тоест кога излезе во јавност дека повторно ќе одиме на Евровизија, ми беше мојот меседж реквест ми беше преплавен со пораки за Евровизија и Твитер беше преплавен и искрено ми е многу драго што се наоѓам меѓу првите на таа листа за Евровизија. Се трудам и максимално го давам максимумот од себе и верувам дека после овој албум нешто ќе верувам дека со овој албум ќе ги поттикнам на нештото. Види, со моето 35 годишно искуство, познавајќи ги работите, се мислам дека анкетите не дека некој ќе ги гледа. Па не, види, не ги гледат анкетите, важно е дека луѓето го препознаваат нештото и тоа е на крајот од денот најважно е сега кого ќе пратат и дали заслужено ќе го пратат, тоа никогаш не може да го знаеме. Ќе го да знаеме, живи здрави наскоро. Да, наскоро. Се надевам во што поскоро време. Та и ја така мислам. И Така се надевам дека ако ме одберат, ќе ми дадат простор и време да го сработам тоа најдобро што можам, затоа што сакам кога имам време да сработам. Сакаш да те израдувам или разочарам? Па ајде прво разочарајме, па израдувајме. Па не сум сигурен дека ќе бидеш ти. Така викаш? Зошто? Сакаш да те израдувам? Ајде. Сива комбинација.
Што бе? Како? Сива комбинација. Сум во комбинација, добро. Ама не сум Тоа е. сигурен дека ќе биде баш ти. Ајде ќе видиме, не знам. Не, мој лош прогнозер сум, да, ја никад не сум погоден на тоа како Што си ќе во биде. хороскоп, одма ќе ти кажам. Дали си лош прогнозер? Бик. Лош си. Лош сум. Да знаев да погаѓам ќе погодам за многу работи за себе, ама Дека си бик. Ама добро, ајде. Ќе видиме каква ќе ти биде прогнозата. дај Боже да биде добро за Македонија, кој да биде, а лично стварно ти посакувам Тоа е да бидеш, дефинитивно. да бидеш ти. Фала Дали ти многу. година, да го не е битно, кога еднаш да бидеш ти. Фала ти многу. Ете така. Како стоиме со естетските зафати? Ги применуваш, ги сага, како се вели тоа? Па не, искрено од естетски корекции само устата имам направено, горната. Она која се сликаат Горната, да, вака за профилот, кога ќе се сликам од профил да ми биде убав профилот. Инаку не сум за ништо друго сега за сега. И сигурно сум дека уште долго нема да бидам. Тоа предни се Ако подизлезат некои види, ако подизлезат некои брчки, ќе морам да ставам ботокс, така да види годините си одат, си врват. Силикони напред назад тие таквите. Па Српка? се плашам од нож. Да. Да. Ја одигла камали од нож. Па и одигла, ете. Да, стварно имам уплав и не верувам дека ќе се осудам на нешто такво, меѓутоа никогаш не вели никогаш, ако некогаш да почувствувам дека сакам и ми треба, тогаш Добро. ќе го направам чекорот. Како се вели тоа? Крена ли раче со тоа слабењето? Вака ќе ми испариш у фотеља кој што гледам. Па, тоа е нешто кое што го правам секојдневно. Тоа е мој начин на живот и ако не пазам со исхраната, една недела и све паѓа во вода. Да. Да. Имам проблем со вишок килограми. Мислам, немам сега проблем, меѓутоа имав проблем и сега имам една многу лоша навика. Тоа е кога и да јадам некој фастфуд или нешто што би ми штетало да не речам. Одма си ги фаќам вака ребрата. Да видам дали ми се тука. Ги броиш, а? Да. Харфа. Одма вака правам и одма ги фаќам, тука се добро. Свирам харфа. Да. Тука се добро. Може да си дозволам понекогаш, меѓутоа не е често. Види овие клавиристи имаат по сензитивни прсти за допирање на харфата, мислам. Ич немаат проблем они со храна. Тоа им е... Не зборев за свирење харфа. Не знам, не свирам харфа. Само ребрата си ги фаќам да видам дали се тука, тоа ми е поважно. Да се тука. Добро, ти си дама со микрофонот, не си со харфата. Да. Баталија харфата и микрофонот, кажи ми, не ли има она, како се ви, double fear, double trouble, што ви рекле, страв дека со слабењето или како се вели држењето диета ќе го изгубиш гласот? Па имав период кај што кога ослабев, баш бев во страв дали ќе звучам исто како кога имав например 83 килограми. А дел исто звучи како порано? Па да, со добра техника и Значи, со вежбање апсолутно, да, со добра техника имам таа среќа што веќе 5 години работам со Владо Србиновски, сакам да го поздравам од професор по пеење и имам 2 пати неделно час пеење со Владо. И работам на техниката. Ана Костадиновска, да, со Ана Костадиновска работевме пред Владо. Тоа е од сам почеток. Од мои 13 години. Со Ана. И со Ана имавме значи го надмина стравот сега дека ќе го изгубиш гласот ако држиш диета, така? Да. Како успеа да го надминеш? Успеав со тоа што послушав луѓе од страна дека не треба се глупирам и да не размислувам на глупости. Ти ја дал Фадел за примерот, исто пекаш, а има 50 кила помалку. Да не размислувам на такви глупости, дека стварно нема врска ништо од тоа. Како ли ќе рапува овој ако се здебели како овој? Кој? Раперов. Овој карше нас, да седи. Ке рапува, знае. Добро. Полека доаѓаме при крај. Кажи ми, гледам дека си као не до толку, ама имаш тетоважи на себе. Не до толку, имам 14. Као зидни вестници,
кренали раче со тетоважите или ќе се почестиш со некоја нова? Се почестив со нови 7. Сега пред Опа. пред да го снимам спотот за прво види се себе, се почестив со нови 7. Да си го поздравам Горан Мичич и целиот тим. Обожавам тетоважи. Мислам, без тетоважи не... Сега, лошо е вака што зборам, татко ми, мислам, веќе е опериран од истото. Оглуве човек. Да. Дури со мајка ми си имаме тетоважа мечинг. Пеперутка, да. Така што ќе има уште сигурно. Не застанувам тука. Ама гледаш, ми се малечки тетоважички. Гледам кај што гледам, има ли нешто кај што само одреден срекник може да види? Па не. Не? Што знам? Тука имам од страна една, ама таа и на плажа се гледа, така да не. Под тоа, над тоа не. Не. Над тоа, да, под тоа не. Не. Ни од напред, ни од зади. Никако не. Уште не сум дошла до таква идеја. Гледам дека како си тргнала. Па ајде, зашто да не, мислам. Не знам. Немам ништо против тоа. Добро. И доаѓаме до самиот крај. Е последното прашање. Ајде, како за крај? Што ќе ме Како прашаш? ти кажам, ништо спектакуларно, ама може да биде, како се вели, корисно да ја развесели, да го развесели семејството, фамилијата, може да, како се вели, поттикне или закочи кариерата, зависи кој како гледа на нештата. Имаме се албум, имаме песни, најави тоа што најави дека ќе има и голем спектакл. Низ Македонија сигурно ќе има настапи. Планираш да освоиш ова соседство се од Каршија? Па, здравје Боже, после концертот имам такви планови и амбиции. Тоа е нешто Кај што тргна го имам тогаш, па замислено. застана заради младоста. Да. Сега на старост да почнеме. Ма никако бре старост, каква старост, имам Ма се шегувам. 25. Така што имам такви амбиции и се надам дека сите желби кои што си ги имам, сите оние цели што си ги имам зацртано, дека ќе ги остварам и сите желби дека ќе си ги остварам за мојата кариера и се надам дека по оној пат по кој што сум тргната ќе успеам. Добро. Ако е тоа професионално се, имаме ли приватни амбиции, ако ја проширивме лепезата професионално на песни, приватно да го прошириме семејството? Па да, меѓутоа све во свое време. Кај тебе времето дека шокантно доаѓа, не изненадување на сите. Нема да биде изненадување. Нема да ги шокираш овој пат? Не, ќе нема да Мама биде и тато и изненадување. сватоите сигурно не ќе се израдуваат, ама јавноста веројатно. Нема да биде изненадување, но ќе биде во вистинското време кога треба да биде. Антонија Гиговска, жена, мајка на чекор до кралица, ама доволно и по принцеза. Ти благодарам што беше гостинка. Фала ти, стварно си поминав преубаво, фала ти на поканата. Мислам, немајте страф, не јадеме, можда сме помалку, како се вели. Зарем ти личам на некој што се плаши. Гледано вака, не. Добре. Ти благодарам уште еднаш на одвоеното време, а вие, драги мои, слушнавте и видовте многу работи, некој и за прв пат, зашто знаете веќе, никаде ништо слично како овде во ништо лично, секојаш мора да има по некоја ексклузива, од гостите па до она што тие ќе го кажат. А ексклузивно од мене за овој пат за поздрав е тоа што морам за жал да ви кажам дека овде се разделуваме. Ја затвараме сезоната што се вели, мали гаси светло, пакој кабели, оти ќе се видиме дури некаде на есен, кога ќе почне школската училишната година или оваа студентската, или можеби негде помеѓу едното и другото. Ви благодарам и на вниманието и на трпението и знаете како велат, кој чека ќе дочека. Гледајте репризата ако не сте ја гледале вечерашната премиера. 365-24/7 на YouTube каналот на Курир и ова и сите претходни изданија на Ништо лично. Се гледаме во септември. Чао, бидете така.